Кога подобро ќе размислам, никогаш не верував во себе. Особено не откако влегов во светот на возрастните. Верувам дека е така и со секој жив човек на планетата Земја. Само што е потребна храброст за човек да ја покаже својата човечка слабост и кревкост и своето незнаење и несовршенство. Особено во овој свет на грабливци и предатори, навидум совршени дами и господа, кои демнат од секој агол за да те раскинат. Зарем и вие сите овде не гледавте ли со страв во своите совршени родители, заборавајќи дека и тие некогаш биле деца? И дека и вие еден ден ќе бидете родители? А така со страв гледате и во совршениот професор кој се знае и кој исто така некогаш бил студент. Или председателот и милионерот кои на крај се само обични луѓе, а не хибриди со два мозоци. А за жал, и самите тие неретко се поистоветуваат со својата општествена улога и се кријат зад совршената маска, притоа заборавајќи на својата слаба човечка природа. Но, како што вели татко ми, една лага ако ја повториш 100 пати во себе, на 101-виот и самиот ќе поверуваш во неа. И вистина така е. Кога се најдов обкружена со ваквите луѓе, немав избор освен да се одбранам. Но имаше една замка. За да се одбраниш од некој кој држи оружје во рака, треба и самиот да земеш оружје. А откако ќе почнеш да го користиш, тешко дека нема да убиеш и по некој невин човек, зашто си од свој живот ќе се каеш. Ако не и после тоа. Зошто нели? Нема безгрешен човек. Особено кога е на бојно поле. И да, само да надополнам, не верувам во такво нешто како колатерална штета. Тоа е само изговор за оправдување на безгрешноста на самопрогласените богови на земјата, предходно споменатите совршени дами и господа, суетни и сфрустрирани егоцентрични идиоти со преценети интелектуални и академски величини и огромна самодоверба, кои мислат дека се алфа и омега во овој свет и сметаат дека по природа го имаат правото да бидат над некого. Да се вратам на својата приказна. И така се најдов затечена помеѓу совршените кои грабаат, а јас, питомо јагне, немав избор. Ја ставив маската на лажна самодоверба. Го прифатив фактот дека во општеството треба да делувам со своето така наречено алтер его. И дури се срамам да кажам дека си дадов за право да ги обвинувам своите родители што ме воспитуваа се во животот да си заслужам. А на крај се најдов насреде луѓе што ништо не заслужуваат, а се добиваат. А јас единствено што добив, откако одлучив да се борам со нив на нивна територија и по нивни правила, беше болеста која ме закова за земја и ги направив грешките за кои не знаев дека се погрешни, наивно верувајќи во својата добра намера и во погрешна правда. Ја изгубив битката. Сватив дека не можам да го променам светот, ама и дека не треба да дозволам тој да ме промени мене. Почнав да се борам со својата егоцентрична себе што ја создадов пред светот и која ме притискаше на земја и не ми отвораше никаков пат и излез освен патот низ болничките ходници. Морав да ја убијам, бидејќи во спротивно, таа ќе ме убиеше вистинската мене. Го фрлив оружјето на лажната самодоверба и егото. И почнав да работам неуморно на секој аспект од својот живот, надевајќи се дека ќе го достигнам нивото кога ќе сум задоволна од себе и вистински самоуверена. Но на крај не го добив ниту едното, ниту другото. Но ја најдов вистината за човековата природа. Ја најдов слободата на спознанието дека правдата секого ќе го стигне порано или подоцна. Разбрав и зошто Владимир Путин велеше: екстремно е опасно да се охрабруваат луѓето да се гледаат себе си како исклучителни и посебни, без оглед на мотивацијата што тоа ја дава. И несомнено така е. И тоа како е таква стратегијата на медиумите со сите мотивацијски и компетитивни содржини. Но за тоа ќе зборувам во друга прилика. Она што сакам да ви го кажам од искуство е дека вистинска самодоверба никогаш нема да најдете.
Затоа што не постои. А не постои и совршен човек. Знаењето и мудроста се обратно пропорционални со самоувереноста и егото. Да не се обидувате да ја создадете вистинската идеологија, зашто таа е одамна тука и доволно е само да се потрудите и да ја побарате. Жал ми е што ќе ги разочарам моите бивши истомисленици, така наречени идеалисти. Но никогаш нема да достигнеме совршено општество, па колку и да ни се допаѓаат мотивацијските пораки дека можеме да го променеме светот како индивидуи. Вистината е дека не можете еден единствен човек да промените ако самиот тоа не го сака. Престанете да верувате во филмовите за суперхероите. Вистинските херои се секогаш скромни и дискретни и не наметнуваат никому ништо. Знаат дека со сила убавина не бидува. И на крајот на краевите многу одамна е впишано во кодот на човечката ДНК. Човекот не е создаден да владее и да верува во себе, туку да работи и да верува во Бог. Ви благодарам.